Голем благослов, божествени души мои, добре дојдовте на Уналум Тарот. Ова видео би сакала да го посветам на вас кои имате дилема околу некој проблем кој не можете да го решите од астрална гледна точка, значи од секојдневниот живот, она што не сочинува се околу нас, така да би сакала ова видео да обработиме тема каде што ќе дадеме одговори конкретни, можеби, а можеби и совети за во каков било сфер да имате проблем. Да додадам друго нешто, ова ќе биде колективно читање, но ќе биде групно. Значи ќе имаме 3 групи, ќе работиме со Тилив Тарот, значи овие се астрални куќи, каде што од колективот ќе имаме поголема енергија на проблем, таму ќе го решиме проблемот, ќе дадеме совет, ќе видиме како ќе тече. Така да ви благодарам што ќе го гледате ова видео. Се надевам дека ќе ви се допадне. Се надевам дека ќе ви помогнам за секој еден ваш проблем што имате воопшто околу неразјаснети дилеми и не одење на некој проблем така како што треба да се реши, да се даде одговор. Ви посакувам многу среќа, многу здравје пред се и да почнеме. Еве вака, ова ќе биде првата група, ова ќе биде втората група и ова ќе биде третата група. Интуитивно можете да изберете една од сите три, можете и сите три, доколку имате проблем околу економски дел, паричен дел, љубовен дел, енергетски дел. Би сакала уште нешто, би сакала да додадам камења, значи овие се чакри со камења, еве би додала солар плексус на првата група, би додала срцева чакра на втората група и би додала аметист или шестата чакра на третата група. Ве оставам неколку секунди да си размислите, да си се интуитивно поврзете со трите групи, со која и да било да одбирате, така да генерално е читањето, колективно и е во групно, во групи. Доколку започнавте, би сакала и доколку одбравте, би сакала да започнеме со работа. Еве вака, овие две групи ќе ги трнеме на страна и сега ја имаме првата група или солар плексус чакрата. Првата група е за богатство. Значи, имаме проблем во паричниот дел. Не знаеме како да заработиме, не ни оди природно заработувањето или очекуваме некој паричен надоместок од некого или требаме ние да издадеме
па треба да добиеме за да издадеме, така да ајде да видиме со што ќе не поврзат картичките и со што каков совет ќе ни дадат, така да ова е виножито тарот, да видиме каква Ајде да видиме какви совети и каде е проблемот. Запишан во оваа група. Видиме дали ќе може некоја смерница или конкретниот проблем да го решиме преку картичките. Што ќе не дадат картичките. Да. Значи, овдека било некое рушење. Значи, имаме рушење на енергетско ниво. Дали премногу сте работеле, дали премногу сте размислувале околу паричен доместок, околу материјални добра, но ова се работи за најверојатно се работи или за банка, или за кредити, или за земање на поголеми средства каде што треба да се вложат. Имате желба тоа да го направите за некој подобро остварување за нешто, но да ви кажам дека следат големи промени. Од 4 карти вие добивте 3 големи аркани. Го добивте рушењето или кулата, добивте месечината и добивте звезда. Значи имате желба да бидете баш како кралица или како фигуративно како кралица на паричките. Значи како кралица на материјалните добра. Значи вие да поседувате, вие да имате, ова е или за некоја установа поврзано, или се работи за некои средства кои треба некоја женска особа да ви ги исплати, па се е тоа прикриено, но вие манифестирате за да дојдете до тој момент. Значи, картичките даваат конкретност на овој проблем. Значи, има нешто заскриено во целата ситуација. Дали документи се во прашање, дали некој ви должи паричен надоместок, дали имате некој спор со некого што треба да ви врати, што вие треба да му дадете, не знам, но точно најавуваат картичките дека ќе има генерално многу големи промени. Значи, вие ќе струшите нешто до корен, дали тоа ќе биде тајно, ќе го струшите, за нештата повторно да ги изградите како манифестирање, како исполнување на желбите, за да дојдете во ситуација и во енергија на кралица на паричките. Ајде да видиме со Тилиф судбинските картички што ви препорачуваат за ова, уште по-конкретно, да не
да не должиме премногу. Како и да е, ќе ги имате овие пари, но треба да се реализираат уште мал дел ситуации. Треба да почекате за некои се уште не е божанствено време не е дојдено, но вие сте на прав пат. Како и да е. Значи ќе чекате, не е дојдено се уште тоа време или не е дојден тој тајминг за да го направите тоа. Може се работи за некоја масовна фирма која посакувале да отворите за да добивате повеќе парични вредности. Се надевам дека се гледаат картичките. Се надевам, да. Гледаат картичките. Ајде. Може би сте пропаднале некоја фирма или некој ви пропаднал некоја фирма, па сега сакате да изманифестирате средства, да добиете средства од негдека, но има нешто што е прикриено. Само уште малце имате време да почекате за да дојдете до сигурните средства. Не е дојдено време, ќе видиме и кога, од прилика, кое време би се случило, кој тајминг би се случило, кој месец ќе започнат нештата да се придвижуваат, може би и сега се движат више. Така да значи судбинските картички ви порачуваат дека сте вие на прав пат, значи точно на прав пат од секој можен аспект во вашиот живот. На прав пат да дојдете до проблемот, да дојдете до решението на проблемот што го поседувате околу материјални парични средства. Овдека ќе биде посредување или релација со човек што има или седа коса, што е постар, или седа коса, или плава коса, или пак комплетно бела коса. Имате многу мал пат ве очекува, значи уште многу мал пат ве очекува за овој проблем да биде разрешен, значи нештата се движат више, има промени. Значи во првата група има промени. Може би овие два дела, рушењето и прекриеноста, више сте го поминале, а сега следуваат желбите, манифестациите и доаѓање на целта, значи имањето на средства. Да бидете стабилни, да бидете економски здрави, за да имате што да понудите и ако се работи за делатност фирма или околу фирма. Имате мал пат да поминете и имате промени за подобро. Значи, вие ќе се трансформирате. Самите себе ќе се трансформирате, за да ги трансформирате нештата, за да дојдете до решение на самиот проблем што го имате сега. До пола ви е проблемот решен, уште пола ви останува, така да уште многу малку
Така да видиме сега само уште кој месец би било од значење. Еве вака. Кој месец би бил од значење? Кога е почнато? Кога би се реализирало и кога би се завршило? Јануари е почнато. Не се базирајте на ова. Декември имате. Овдека може ќе имате и комуникации со некои значајни луѓе, што ќе ве поддржат и ќе ви помогнат. Тоа значи дека можно е да имате работа со луѓе со знак, познак месец или Венера во знакот на Шкорпија, на Водолија, на Бик, на Девица, септември, како таков. И ајде уште еден конкретен месец. Октомври. Значи, земете како ви одговара, како ви е проблемот стекнат, како ви се одвива, ќе дојдете до решение за многу брзо време. Значи, септември и октомври ви остануваат. И можно е декември. Но, човек со седа коса, или плав, или, значи светол човек ќе биде, со плави очи може да биде, со седа коса или сивкаста коса, значи постар, ќе ви биде усмерување за што понатаму. Ќе имате краток пат, значи краток пат уште ви следува. Дали ќе биде тоа пат каде што треба да патувате, или може би пат каде што треба да поминете во зададениот проблем, сепак картичките ви советуваат и ви кажуваат дека проблемот ќе ви биде решен, ќе ги имате средствата во свој раце, ќе бидете безбедно, материјално сигурни, само што треба нештата многу да се променат, за уште многу малку, но треба и вие да се промените како такви. Значи, промени следуваат како последно во оваа година. И сепак, ние сме во година на промени, на чистење карми, чистење долгови од минати животи, или пак чистење на некои лоши ситуации кои ни поминале, што не сме можеле да ги расчистиме. Проблемот е дојден, но кон крајот на оваа година ќе ви биде решен. И сега, можете да земете се по ваш стандард, како вам ви одговара, картичките си го дадоа одговорот. Ќе бидете материјално безбедни до тогаш. Прифатете голем благослов од мене.